Кои ги билда цените на храната, на стоките и на услугите во Македонија? Ке се докажат ли картелски здружувања меѓу моќни компании кои ја рушат конкуренцијата и ги местат цените? Зошто македонските граѓани покрај нискиот стандард во Европа плаќаат европски цени? Комисијата за заштита на конкуренцијата откри картелски здружувања кај ланци на маркети и една стопанска комора, но и кај 10 осигурителни компании. Постапката за разоткривање и докажување ќе биде долга. Ако се докаже, компаниите ќе платат казни кои ќе се слеат во буџетот. Државниот пазарен инспекторат затвора и казнува ланци на маркети и дистрибутери со храна кои не ги почитувале владините мерки за ограничени маржи и цени. Казните ќе се слеат во буџетот. Но кој ќе ги обештети граѓаните од грабежот наречен високи цени кои трае со години? Има ли правен основ како парите од штетите да се вратат назад во џебот на граѓаните? Анализата на Бизнес 21 покажува дека доколку хипотетички се докажат картелските здружувања и дека потрошувачите се оштетени од одредени компании, правната регулатива за колективна тужба ја нема. Тоа значи дека секој поединец ќе треба сам да се бори и да ја докажува правдата, а при тоа покрај високите судски трошоци за покренување постапка ќе мора да има и докази, односно да ги чува фискалните сметки за да ја докаже штетата и побарувањата. Комисијата за заштита на конкуренцијата во февруари годинава откри дека Веро, Тинекс, Кам, Рептил и Сојузот на стопански комори склучиле забранен договор за влијание врз цените, што представува нарушување на конкуренцијата. Ако се докаже дека има прекршок, маркетите и ССК може да се соочат со казни до 10% од нивниот годишен приход за 2024 година, а ССК дополнително со 1% од приходот поради доставување лажни информации. КЗК донесе два заклучока за поведување прекршочни постапки, едниот против Сојузот на стопански комори, Веро, Тинекс, Кам и Рептил, и другиот е само против Сојузот на стопански комори. КЗК смета дека ССК представува учесник во евентуално забранетиот договор, картел и во усогласено однесување како координатор. Лица од Сојузот на стопански комори ја лажеле комисијата и криеле информации. Постапката е во тек, пошто треба да се донесе конечна одлука дали ќе има казни или не. Ако се земат предвид приходите од 2023 година, бидејќи за 2024 се уште ги нема, казните би требало да бидат милионски. Ако се пресметаат казните според завршните сметки за 2023 година, а се оди со максимални казни од 10% од приходите, Веро би требало да плати казна од 10,26 милиони евра, Кам 26,88 милиони евра и Тинекс со 9,83 милиони евра. По маркетите, КЗК откри картели во осигурителниот бизнис. Сите 10 осигурителни компании кои беа регистрирани пред 1 април 2024 година и даваат услуга при осигурување на моторни возила, се под истрага за картелско здружување. КЗК се сомнева дека минатата година формирале картел и се договориле да ги зголемат режиските трошоци. Станува збор за одлуката на осигурителните компании од април минатата година меѓу двата изборни круга, со која ја поскапеа премијата за 15%, што резултираше со дополнителни трошоци за граѓаните и до 1200 денари при регистрирање на возилата. Комисијата има докази прибрани при увид во канцелариите на осигурителните компании, како и докази прибрани од нивната меѓусебна комуникација. Ако се докаже дека се здружиле картелски, ќе бидат казнети според истиот член 59 став 1, како маркетите, кој предвидува глоба до 10% од вкупниот приход остварен во претходната година. Ако се оди на максимална казна, во буџетот би се слеале милиони евра. И двете постапки, и таа за маркетите и за осигурителните компании, се во тек. Ако се докажат, компаниите може да се жалат пред управен суд, а незадоволните од решението на управен, правдата може да ја бараат и пред вишиот управен суд. Комисијата за заштита на конкуренцијата, која треба да ги санкционира картелите по тоа име, постои од 2005 година, а претходно се викаше антимонополска управа. И досега има донесувано одлуки за картелско здружување, но споровите траат со години, а и глобите, односно казните кои се докажани досега, се минимални. Се бројат не во милиони, туку во 1000 евра или денари. И она што е неинтересно, иако компаниите кои го прекршиле законот максимално може да се казнат со до 10% од вкупниот приход од претходната година, сепак процентите
контрибуентите се топат со текот на годините, па дел од казните не се ниту 0,1% од приходите. Па така во 2022 година стоматолошката комора за ваков прекршок е казнета со глоба од 0,064% од вредноста на вкупниот годишен приход или со 20.000 денари. Ги извадивме како заврши едни од најзвучните картели во минатите години за кои во јавноста се калкулираше со казни од милионски суми евра. Епилогот е Македонски Телеком е казнет со околу 29.000 евра, Прилепска пиварница со 70.000, а пивара Скопје со 150.000 евра. Невисоката изречена казна 1,35 милиони евра е во 2007 година за електростопанство на Македонија за незаконско наплаќање на манипулативен трошок. Компаниите се казнети за истите прекршоци во законот, за кои сега се водат постапки против маркетите и осигурителните компании. 8 компании, од кои 3 маркети и една аптека, како и трите најголеми увозници на овошје и зеленчук во земјава, добија 15 дена клуч наврата и парични казни поради непочитување на владината мерка за ограничување на маржите. Кај дел од нив биле утврдени маржи и до 70%. Инспекторите периодов на терен констатирале уште 36 неправилности, за кои биле издадени прекршочни платни налози во вредност од 42.000 евра. 30 на предмети се уште во фаза на анализа и обработка, во нив се опфатени сите големи маркети. КЗК деновиве поведе прекршочни постапки против 2 ланци на супермаркети кои го прекршиле законот за забрана на нефер трговски практики. Врз основа на прибавените податоци против 2 друштва кои се активни во трговијата на земјоделски прехрамбени производи преку своја малопродажна мрежа на територијата на Македонија, поведена е прекршочна постапка поради непочитување на одредбите од законот, информираше комисијата. Доколку по завршување на прекршочната постапка се потврди постоењето на прекршок, тие ќе бидат казнети. Според надлежните во комисијата веќе има оформено 50 предмети за нефер трговски практики на кои се работи. И додека институциите преку акциите прикажуваат ревностна битка за заштита на стандардот на граѓаните, цените се уште се до плафон, а граѓаните се посиромашни. Ако државата е во обид да инкасира бар дел од изгубените пари во буџетот, кој ќе ја плати штетата која со години ја трпат македонските граѓани. И главното, има ли механизам кој ќе ги спречи компаниите да си тераат по старата песна, повеќе да им се исплати да кршат закони и да платиат казни? Дали и овој обид за ставање ред во пазарната економија која некој ја руши со екстра маржи и екстра профити ќе заврши како народната се тресеше гората, се роди глушец.